Ово не престанува и решиме да трчеме. Леле, завртај ми се, бег. Ова позади нас е Дрезденската катедрала. И здраво на сите, јас сум Анче и ова е моето прво YouTube видео. Денеска ќе одиме во еден од најубавите градови во Германија, а тоа е Дрезден. Прво ќе одиме да јадеме некаде, па продолжуваме со ова видео. Се гледаме. Ајде да видиме собата. Кралски стил. Да видиме што има тука. Тука ово купатело. Има каде тука ќе се банкаме. Па, убава е. Шкафови нешто. Ајде да видиме погледот сега. Ако има и добар поглед, значи... Па, добро, супер. Еве, конечно да излезем од цивилизација. Заглавиме кај хотел, имаше некој нешто работа, не можеше да искочиме. Сега ќе одиме да го истражиме Дрезден, да видиме дали вреде за сите пофалби, што сите го фалат. Кои да имаме прашано до сега, сите не го препорачуват Дрезден, па ќе одиме сега да видиме дали стварно е точно. Што е во, бара или фонтана некоја? Фонтана. Немам појма што е. В Бразил донесеме ние тука, еден бразилијанец спомина. Еве како луѓето уживат у Дрезден. Живејте, луѓе, живејте! Баш ово свежо. Сега денеска е само тука да си запалиш една скаричка и да се уживаш, не да одеш да скиташ по градовите. Ајде, нема веза, ќе одиме да го истражиме Дрезден. Али за почеток убаво место, природа. Сега ќе одиме до, знае се, до Зара, ќе одиме еден шопинг краток да направиме, пошто утре тука е празник и ништо нема да работи. Сега е затворено, утре ќе може да ги посетиме тие замоци и музеи, пошто виде на интернет дека работат до колку работат? До 6 саат. Ево сме во Страдивариус. За жал тука за мене нема ништо. Само за Дијана. Еве се возиме на кај Зара. Колкав пат треба да поминеме и ако не е таму, не знам. Ово е горе на 100-тиот спрат. Момент на вистината, ништо нема, уште едни скали само нагоре. Ништо, враќаме се надоле. Џабе возењето. Леле, почна да ми се врте. И мислам дека конечно да пронајдеме. Ако не е затворено, пошто имам на многу места, пишува ги примерни, еве, не е затворено. Да пробваме капучиното, дали е вкусно.
Убајни. Добро е. Пишете во коментари каде го имате пиено недоброто капучино, може би некој пат ќе одеме и да го пробаме и ќе снимаме влог. Не знам дали можете да видите, ама заради сонцето е преубав поглед. Вау! Не знам ќе видиме на видеото дали ќе излезе убаво, ама вака е предобро, многу добро. Значи, која глупост. Дијана плати и видите сега во чоколадицата дека застана не ќе да падне. Не ќе да падне шекер, глупости човече. Преваранти. Значи, оваа машината која направил се преваранти. Криминалци, нели ве е срам. Колку плати? 2,5 евро, ограбени сме. Да звонам. Не падна чоколад. Па плати, ај да видам дали ќе падне. И ништо ќе звонаме на полиција, ова срамота е вака. Да не ќе да падне шекеро. Катастрофа. Гледа стварно дека застанува, ајде да видиме втор обид. И 3, 4. И сега ако не падне, значи катастрофа. Гледа сега 2 падна. Гледа, што е добро, не е добро, сега ќе треба и ја да јадам чоколадо, а не икам да јадам благо. Претерамалце со глупостите. Ајде бе. Еве ги. И добро утро на сите. Добро дојдовте во ден 2. Еве го дворецот. Баш е огромен. Предобро е. Тално се наоѓаме во Цвингер палатата. Ова е барокен комплекс кој е изграден во 18-тиот век, а е реконструиран во 60-тите години на минатиот век. Тој е поделен на 3 музеи. Едниот од нив е галерија на слики, другиот е галерија на порцелани, нешто така беше, тоа е таму вчера дека што поминаме. Ше еден музеј користи се како кабинет за математички и физички инструменти. Преубаво. Дрезден е еден од најбомбардираните градови за време на Втората светска војна. И после тоа со обединувањето на Германија изграден, мислам, се е ново изградено, ама у стариот дух. Ово е првиот музеј што ќе го посетиме сега, мислам ако може да влеземе унатре за математички и физички науки. Да, еве ги телескопите што ги користиле порано за откривање на универзум. И што се открили? Епа звезди, планети. Со ово открили звезди и планети? Епа во телескоп, стар телескоп. Па да, ама мене ми изгледа ово добро. како оние за грашо се старите конзерви. Ама... Само гледа колку интересно. Шо ово? Глобус. А не, пошто не беме платили карта, јас само улезе. Викам здраво и си продолжи да одам. И јас си снимам. На здравје, кој да кивна. Јас си снимам, уживам си. И таа жена да викнава по Дијана. Дојдете и викат ме, меше дека нема да смеам да снимам или нешто. Ама оно било друга работа. Ќе се плате карта, еве платиме 18 евра за сите 3 музеи. Мислам по особа. Па не е многу. Ти е горе. Ја само снимам и ни читам, ни гледам ке. Ово камера, не ли апарат? Дека? Ово. Така ми лично. Појма нема што е.
Еве лупа. Види каква е лупата, ова е стварно за лупање, ако те лупнат нема не да станеш. Има предавање. Ево, тука е интересно. Еве ти за Цезар салата. Ова е мечка на... како тука, еве тука. Ајде, 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 ајде. Еј, глеј, пее, ја и викам, ајде, она пее. Паметна мечка. Ево, ова веќе е нешто друго. Шо се дуваш како петел? Хвала Богу, најдеме дека да јадеме нешто. Сакаме некој јајца, нешто за доручек да јадеме, ама нема. Пошто веќе е 12:30 сато некаде. И седнаме се у еден италијански ресторан, ке јадеме за доручек пица. И кола зеро. Ке се видиме кога ќе стигне јадењето. Пицата стигна, еве ја пробувам ја сега. Обично не јадам пица со прибор, ама сега има многу соси да не се направам целиот том сос, порно ќе јадам со прибор. Убава е, не е лошо, свиѓа ми се. Ова можете види голба со екстра маслинки. Не ги кради, мој се. Конечно. А денеска има многу народ, вчера немаше ништо. Опски се утепеше. Дека да пиеме посам кафе и да јадеме благо. Ајде тука на площаду може би има убави места. Еве екскурзија. Многу по групи има. Оди тука има ти водич, ке слушнеме и ние нешто. Може на кинески збори. Па нема везе, ја разбирам кинески. На брзина да ви објаснам нешто за црквата, пошто почнат да врне. Ово е Богородичната црква, која е изградена во 18 век и за време на Втората светска војна била срушена до темел, пошто жителите на Дрезден ги имаат соберено остатоците и по завршувањето на Втората светска војна повторно ја имаат обновено. Може да забележиме светли темни блокови, што е символика на старото и новото. Интересен факт за оваа црква е што првиот рецитат бил во изведба на познатиот композитор Јохан Себастијан Бах. За време на божикните празници тука е се одржува познатиот божикен Вајнаксмарк. Луѓе, еве да видите ово 24 евра за двајца кошта карта до 12 евра по лице. Ние одиме. Ово, не знам кој степеници поред мислам дека стигнаме веќе. Значи ова беше. Мислам дека можеме да се скачаме дури горе. Шо за шо? Па не знам за шо. Ама од озгоре се гледа целата црква. Внатрешност, ајде да оди сега, не се зафркава. За 24 евра треба дури догоре да се качи. Еви тука има клупа за одмор. Стари луѓе. Добро, тука у Германија старите луѓе се кондиционно спремни, многу возат точок секој ден. Да видиме уште колку има. Ало. Се е интересно.
Ќе одеме ли по-вие? Држи сметката. И сега се качуваме по едни степеници. Тук, Деки, ти да не се качуваш тук. Мене ме е страх, ти не си много стабилно долу. Леле, завъртай ми се, бех. Абе, айде до край сме, шо? Не бе, нагоре има още, бех, спай. Абе, Може да се заглавя некој ако е по-дебело. леле, воздух ми е. Тука нема ни воздух веќе. Има надвръхно. Ох. Има уште нагоре. Пишете во коментари дали вредеше толку одење за овој поглед. Само неколку кратки информации. Ако сакате да влезете во црквата е бесплатно, значи влезот во црквата е бесплатен. А ако сакате да одите скроз горе на Видиковецот, се плаќа 12 евра по личност. Ние платиме со Дијана заедно 24 евра, ама тоа беше добро кардио, значи не жалиме за парите. Сега ќе одеме тука некаде на плоштадот да испиеме некој кафе или некој коктел, да јадеме сладолед, па ќе се слушнеме таму. Нарачаме капучино да пиеме и ќе нарачаме сега по едно колаче да вие да ги видите цените. Пошто секаде не можеме цените да ви ги покажеме, ние само што нарачаме и они одма го земат менито. Ама сега кажамо дека треба да размислиме малку и стварно треба да размислиме, ја не знам што да јадам. Дијана изгледа ќе го јаде ово колаче макаронс, а ја не знам, може би ово ќе го јадам или ово. Ќе видиме. Еј. Што се? Како ово? Срекичка е. Абе не е ово, не ме е посрало врапче. Шо биде? Од некој колаче. Нема шанси, врапче. Не бе, мерише на чоколада, чек да пробам. Ќе не рошо ме фана. Он може имал колаче на раците, или па не знам што се деси, чудна работа, да ме е врапче, на сраво нема. Пеги бе Спайдермен. Тест да правам, ајде да видиме дали е. Много убаво. Баш освежително. Оцена? 10. 10 од 10. И водата е добра, после толку одење. Уште капучиното треба да го пробам да кажем дали е добро. Чекам микрофонот да не го изгубам. Завршиме со десерто, ово е сметката. 2 капучина, обична вода и 2 сладки, 38 евра и 5 евра бакшиш за нашиот брат од Србија, голем поздрав до него. Одека беше од Пожареваc. Да, голем поздрав до него, супер лик, нареден пат ако дојдеме у Дрезден, ќе дојдеме па на ово место, сладките се превкусни. А еве го другаро, како балерина што се врти цело време. Да. Види балерина. Како се врте. 4 сати може се врте вака, мислам 4 сати не, али ние сме сати нешто, тука 2. Он цело време игра, браво за... Сега се наоѓаме пред еден од најголемите мозаици на светот. Сега пред малку тука го слуша тај водичо и он кажуваше дека ово е настаното 1870 година,
како во знак нешто на одбележување на 800 години од владењето или постојањето на некоја фирма, не фирма, извинете, фамилија Ветин, нешто така, и дека е направен со повеќе со 25.000 мозаични парчиња. Тука ги има сите владари и порано, значи ово било, како што го сванаја него, како што објаснуваше, порано било вид на слика и она со тек на времето почнала да бледее и затоа ја направиле да биде како мозаик, што денеска представува еден од најголемите мозаици во свето. Тука ги има и годините на владеањето на владетелите, од која година се имињата, ама сега кој ќе оде таму да снима толку близко. Ја мислам дека најважните работи ги ви кажа. Мислам тоа што го кажа Водичо. Сега нешто ако не е точно, значи он ги излажа цела група. И мене, и Диана. Мислам дека најбитните работи се кажани. Ако нешто сум грешка, извинете, можете да не поправите. И тоа е тоа. Еве, другаро се спрема тука, ќе свире нешто. Ќе прави некој концерт. Ова позади нас е Дрезденската катедрала. Ова позади нас е Дрезденската катедрала, која е изградена во 18 век од фамилијата Ветин, во чест на прифаќање на христијанството. Интересен факт е што овде се погребани 49 членови на фамилијата Ветин, од кои еден е Август Јак II. Тука е погребано само неговото срце, а телото е погребано во Полска. Тука има една легенда која гласи дека секој пат во црквата кога ќе влезе некоја убава девојка, неговото срце затреперува. Дали е тоа точно, не знам. Вие што мислите? Дали е точно така? Ја не сум убава женска, не можам да ви кажам ништо. Еве сега Диана ќе ви ја презентира целата катедрала. Сега видиме таму некоја група на луѓе има, чекат нешто, можно е да има некоја тура, па ако можеме некако да се укрцаме на бродо, супер ќе биде, ако е можно и без пари да се скриеме некаде, кај некој у ранецо или у куфаро. Што мислиш? Тешко. Зашо? Големи се. Ако нема веза. И кога да рече. Многу голема гужва. Сите чекат да се возат со бродо. Беги да не сгазат со точку. Нема многу голема гужва тука, не можеш ни да прашаме, немам челба да чекам 5 сати, значи заради една вожња. И мислам дека ќе се откажеме од возење со брод. Еве Априловата тераса. Сакаш да одиме горе? Или немаш сила више? Да, денеска ако немаме 100.000 чекори по минуто. Ја викам да одем уште на терасата, малце да поседеме, да подишеме свеж воздух. И полека да се одеме, нешто да јадеме. Ја не сум план. Па и на мен не ми се јаде многу, ама шо по пат нема ништо, ќе треба на у Макдоналдсо ќе треба да јадеме, на друго место нема дека, или на бензинска некои ладни сендвичи. Почна да врне многу и затоа не снимаме, скриме се таму под тие вратите. Се скрие исто со нас таму, има такви чедорчиња како за сладолед, не за луѓе, они толкацки не може ни главата да ти фане. И затоа сите бегат, пошто кога дува ветер и кога врне, тоа не те спасува.
Диана е таму, уште крие се, ја да ви снимам малце и сега кога ќе престане скроз ќе одеме на ке хотело. И дојдеме конечно до крајот на овој видео. Фала ви многу што го изгледате видеото до крај. Претплатете се сите субскрайб, бесплатно е, на вас не ви значи ништо, ама на нас ни значи многу, за да продолжиме да снимаме и нови влогови. Ставете лайк и пишете ни во коментари во кој град сакате да снимаме наредно видео. Сега неколку зборови за Дрезден. Значи Дрезден искрено е еден од најубавите градови во Германија. Пребогата архитектура, дури и во кафичите кога одите можете да забележите дека е преубаво, значи секој кафич и ресторант е среден во некој посебен стил. Еден мал совет за сите дами што сакат да посетат Дрезден, у никој случај да не дојдете со високи подпетици. Ако сакате да го истражите убаво градот, само патики или некои ниски обувки што може слободно да се шетате, пошто верувајте ми, од искуство со Диана, таа вчера беше у високи подпетици, тешко ќе видите се што ви интересира. Фала ви многу уште еден пат и се гледаме во некое наредно видео. Чао! Се отвориме на интернет и пишува дека ќе врне до Сабајле. А дека ние тука до Сабајле ќе седеме, што ќе правиме? Една жена со деца трчи избегана на дожд. Ништо, ќе видим уште малце малце само ако се посмере, дождо ќе мора да трчиме до хотело. На 5 минути не е многу далеко, ама многу врне. Овоја не престанува и решиме да трчиме. Имаме уште некои 300 метра до хотело. Мора да ги истрчиме, лежи во водата. Rechts abbiegen auf der Friedensstraße. In 200 Metern links abbiegen auf der Friedensstraße. Ajde, уште 200 метра, ја не го хотело дека там. Ништо, ајде. Поздрав, гледаме се.